Скопје ги обвини Македонски пошти за ненавремена испорака на решенијата за данок на имот до граѓаните. Од градската администрација информираат дека тие навреме ги изработиле решенијата, а за достава склучиле договор со државната пошта. Причината за доцнењето во испораката лежи исклучиво кај АД Македонски пошти, која не ја изврши својата обврска во договорениот рок. Тие ги прекршија обврските кои произлегуваат од договорот со нас. Реагира од градот, при што информираа дека презеле соодветни правни чекори со приговор до Агенцијата за пошти и подготвување тужба за надоместна штета. На потегот помеѓу улиците Социјалистичка зора и Сремски фронт се работи на поставување на нова линија на атмосферска канализација, соопштија денес од општина Ѓорче Петров. Градоначалникот Александар Стојковски истакна дека набрзо овој дел ќе се асфалтира, а жителите ќе добијат нова комуникацијска врска. Секој прваче во новата учебна година во Газибаба ќе добие еднократна финансиска подршка. Градоначалникот Бобан Стевковски појасни дека имаат намера да создадат општина која е социјално чувствителна, фокусирана на децата, образованието и на семејствата. Тој вчера ги потпиша првите решенија за помош на првачињата. Во населбата Расадник почна изградбата на нова современа детска градинка со капацитет за 120 деца. Ова не е само инвестиција во инфраструктура, туку инвестиција во иднината. Обезбедуваме топол, безбеден и модерен простор за секое дете, а истовремено го олеснуваме секојдневието на родителите, изјави градоначалникот на Киселавода Орце Ѓорѓиевски и упати благодарност до владата за помошта при реализацијата на овој проект. Општина Бутал ќе доделува еднократна финансиска помош од 2000 денари на пензионери со минимална пензија. За таа цел е објавен јавен повик кој ќе биде отворен до 3 јули. Право на финансиска подршка имаат жителите на општина Бутал кои се приматели на старосна, семејна или инвалидска пензија, чиј износ не е повисок од 18.192 денари. Во основните училишта Свети Кирил и Методи и 11 октомври во општина Центар почна пилот проект за рано откривање на сколиоза кај ученици од 8 до 14 години. Прегледите ќе ги спроведуваат лиценцирани физиотерапевти и ортопеди во училишни простории, со цел на времена детекција и стручна подршка. Реконструираниот туристички локалитет Бучинско езеро во општина Илинден од вчера е отворен за посетители. Просторот околу езерото е уреден, изградени се пешачка патека и платформа за прошетка и одмор. За љубителите на риболовот изработена е специјална платформа за риболов. Стартуваше акцијата за почиста Газибаба со миење на улиците, тротоарите и плоштадите на територијата на целата општина. Со акцијата, како што соопшти од општината, ќе се овозможува поефикасно отстранување на прашината, нечистотиите и останатите отпадоци од јавните површини. Акцијата ја реализира јавното комунално предпријатие Газибаба. Викендов со 2 културни настана започнува Скопско лето 2025-та. Најпрво во 19 часот во Музеот на град Скопје ќе биде отворена изложбата Зона фобија на уметникот Томе Аџиевски, а од 20:30 часот во големата сала на Филхармонија ќе следи гала концерт со Академскиот симфониски оркестар при Националната академија за музичка уметност Панчо Владигеров од Софија, заедно со солисти и диригенти од Факултетот за музичка уметност Скопје и Националната академија Софија. Годинава Скопско лето ќе има околу 35 настани и ќе трае до крајот на јули. Ансамблот на народни игри и песни Орце Николов одбележува 80 години од своето постоење. Тие се меѓу избраните на конкурсот за финансиска подршка на културни проекти на општина Центар за проектот 80 години волшебен свет на фолклорот. По тој повод остварија средба со градоначалникот Горан Герасимовски. Во Националната галерија во Чифте Амам вечерва во 20:30 часот ќе биде отворен македонскиот павилјон на 60-та меѓународна ликовна изложба при Венециското биенале 2024 година. Станува збор за проектот Inter Spem et Metum на уметничката Славица Јанешлиева. Проектот ќе биде изложен до 31 јули.
Во организација на Детски културен центар Карпош со поддршка на град Скопје, синоќа се одржа првата вечер од ритамот на чаршијата со чалгиска музика во изведба на триото доктор Тимко Чичаковски, Петар Христов и Ѓорѓи Миладиновски. Вечерва во музеј на македонската борба ќе настапи Јован Станковиќ со концерт на пијано. Вечерва во културно-информативниот центар во Скопје ќе се отвори изложбата на слики изработени во техниката пастел од академскиот сликар Илија Спасов Чендо. Изложбата ќе биде отворена до 1 јули 2025 година. Бидете внимателни и заштитете се од кратци. Скопјанка вчера прекуден била ограбена во центарот на Скопје. Насила и била одземена чантата. Од полицијата известија за случајот и велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.